Почитувани новинари, добре дојдовте во владата на Република Македонија. Денеска со некој се гледаме по втор пат, што туку заврши работната средба во владата помеѓу владата, Агенцијата за млади и спорт, спортските федерации, сојузи, клубови, на која што се разговараше за идните активности во насока на подобрување на условите за работа на македонскиот спорт севкупно. Прв ќе ви се обрати председателот на владата, господин Зоран Заев. Председателе, повелете. Почитувани спортисти и спортски работници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, сакам на почетокот на ова моје обраќање да го изразам моето големо задоволство од можноста да бидам дел од работната средба, организирана од владата и Агенцијата за млади и спорт, на која со представниците на спортските федерации, сојузите, клубовите и со спортските работници имавме суштествена дискусија за стратешки основи за развој на спортот во Република Македонија. Беа присутни многу градоначалници, директори на институции, министри, сите сме со иста цел да изградиме стратегија за спортот, на вистински начин да ги слушнеме спортистите и да донесеме квалитетни механизми со кои што нашиот спорт ќе оди напред. Ве уверувам дека во мене како премиер имате спортски партнер, а во владата сериозна поддршка за ферплей во општеството во кое што спортот и спортистите ги заслужуваат сите шанси. Оваа влада ќе обезбеди неопходна поддршка за остварување квалитетни спортски можности и резултати во националниот систем на надпревари, како и соодветни услови на спортистите кои учествуваат на меѓународните надпревари. Професионалните спортисти и спортски работници целта е да го добијат заслуженото достоинствено место во општеството. Ова наша преземена обврска сакаме искрено да ја реализираме, заедно со Агенцијата за млади и спорт, со серија мерки за постојана и стабилна финансиска поддршка, како и за сеофатна логистичка поддршка со соодветна спортска инфраструктура за развој на спортот. Системската поддршка на спортот од страна на државата е клучна за остварување високи спортски резултати и за достоинствен живот и услови за работа на сите спортисти и спортистки. Истовремено, со поддршката на врвниот спорт, владата на Република Македонија создава и поддржува спортски политики со кои ќе се зголеми бројот на граѓаните кои активно спортуваат од сите возрасти, социјални групи и средини. Најавувам подготовка на закон за спорт, 10-годишна стратегија за развој на спортот, повеќе простор за спортување и повеќе средства за постоечките и новите спортисти и рекреативци. Посебно внимание ќе им посветиме и на наставните програми по физичка култура и спорт во сите сегменти на образованието. Спортот има витална улога во поттикнување на социјалната вклученост, во градење отворени, толерантни општества. Спортот ги учи вредностите на тимската работа, на дисциплината и на лидерството, како и на наградата за напорите и за постигнатиот резултат. Со спортистите рака под рака секако одат и социјалните вештини. Таа врска е клучна алка за развој и за заштита на здравието на нашите деца. Почитувани, спортските заедници се исклучително креативни и позитивни и можат значително да помогнат и да учествуваат во нашата заедничка цел изградба на креативно, позитивно и единствено општество во кое се негуваат вредностите на почит, меѓусебно разбирање и солидарност. Со нетрпение очекувам да работам со сите заинтересирани за спортот во остварување на овие цели. Благодарам. Благодарам, премиере. Го најавувам Дарко Каевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт. Благодарам. Почитуван председател на владата Република Македонија господин Зоран Заев, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, спортисти, спортски работници. Денеска имавме чест по покровителство на премиерот на Република Македонија да организираме една средба на која што присуствуваа и министри, градоначалници, директори на институции, председатели на спортските федерации, спортисти, спортски работници и да разговараме за клучните проекти кои што се во суштинска важност за спортот. Разговаравме за промена во делот на законот за спорт, за 10-годишната стратегија за спортот и разговаравме за сето она што е клучно во периодот што следи. Како директор на Агенцијата за млади и спорт ги напоменав важните и клучните приоритетни мерки што ние како Агенција за млади и спорт ќе ги превземеме.
Тоа е градењето на мали реонски базени, потоа олимписката програма, наградувањето на 250 најдобри младински клубови се со цел поголемо вложување и мотивација во младинските категории, враќањето на спортски сали на федерациите и ред други низа активности кои што ќе ги превземеме како Агенција за млади и спорт, кои што се плод на меѓусебната соработка помеѓу нас како агенција и владата на Република Македонија и сите спортски субјекти во Република Македонија. Од сега па натаму и од самиот почеток на функционирање на владата на Република Македонија најавивме транспарентно работење, отчетно и одговорно. И од сега ќе имаме вакви низа активности, координативни средби, дебати, се со цел да донесеме вистински клучни курцијални проекти, мерки кои што ќе бидат во интерес на сите спортисти на Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам, Дарко. Ја поканувам Ленча Алексовска, деканот на Факултетот за физичка култура. Деканкат. Да, простете. ви благодарам. Почитувани пријатели на спортот, навистина и јас сакам да го изразам моето задоволство за оваа почетна средба и се надевам на голем број активности кои што многу работи ќе ги продолжат, меѓутоа многу работи и ќе променат. Факултетот за физичко образование, спорт и здравје е директен актер во креација на спортските кадри, во креација на она што значи здрава нација, на децата, на адолесцентите во целиот развоен период. Нема да должам многу, само ќе таргетирам 3 цели во однос на она што го слушнавме овде како дискусија во присуство на сите експерти и авторитети. И овој почетен импулс ќе го гледам како обединување, бидејќи спортот всушност значи и тоа. Спортот значи обединување, спортот значи толеранција, значи почитување еден со друг, респектирање, поставување на цели, создавање на дисциплини и тоа што е од најмала возраст кај децата, адолесцентите и воопшто нели самиот човек. Реков ќе таргетирам 3 цели. Првата цел беше, значи, да се посвети внимание на дечињата уште од најмала возраст за нивниот психофизички развој. Особено во периодот кој што е најсензитивен, а тоа е од 7 до 10 години, значи ќе се посвети внимание со кадар соодветен, каде што деленските наставници и професорот по физичко образование ќе го изведуваат часот на едно повисоко квалитативно ниво, како што е во многу европски земји, а каде што се кажува дека е фактор во создавање на здрава нација, а подоцна и на високи спортски резултати. Значи, тоа е првата цел која што јас овде можев да ја согледам. Втората цел беше да се посвети внимание на стручните кадри. Значи, постојано зборуваме за нашите тренери како стручен кадар, дали ние имаме или немаме. Прво би почнала од еден факт, значи ние како факултет едуцираме кадри со соодветна диплома. Единствена професија во која што не се бара диплома, за жал, всушност се тренерите. А ако разгледаме што прави праксата, уште од најмала возраст, ние сите родители ги носиме дечињата од 6 годишна возраст на кошарка, фудбал и така натаму, значи можам да кажам дека педагошко, психолошкиот аспект, односот на тренерите со дечињата е еден од најважните фактори во создавање на личност. Нели, а подоцна дали тие ќе се реализираат во менаџери, професори, доктори и така натаму, тоа нели не можеме сега да го предвидиме. И третата работа, која што исто така е многу битна за нас како институција која постои 40 години при Универзитетот Кирил и Методи, е поврзување на науката и на спортот. Значи неминовно е да има научно и стручни истражувања кои што ќе ги подкрепиме овие сите практични активности и ќе одиме во постигнување на повисоки резултати, меѓутоа и во создавање на она што претходно го реков, една здрава нација, здрави деца, здрава младина. Значи, можам да кажам дека навистина овој почетен чекор би сакала да го поздравам и се надевам на следни активности во сите овие таргетирани цели. Ви благодарам. Ви благодарам, деканке. Наредниот соговорник ќе си дозволам да го најавам како еден од великаните на македонската кошарка, Тодор Гечевски. Почитуван премиер, колеги, новинари, љубители на спортот. Со задоволство ја прифатив поканата да бидам денеска дел од оваа трибина и дебата за развојот на спортот. Како долгогодишен спортист, професионалец и сега како работник во кошаркарскиот клуб Работнички со младински категории, од денешниот дебата и од излагање на повеќето инволвирани представници на власта, бизнис делот,
И од спортистите можам исто така да издвојам неколку делови кои за мене представуваат најзначајни во развојот на спортот и во развојот на македонското општество. Еден од важните моменти е тоа што сите инволвирани се сложија дека најважниот дел во спортот е домашните играчи. А домашните играчи се, како што професорката претходно напомена, нашите деца. Без спорт, без инволвирање на децата во спортот, немаме здраво општество. Вистинските вредности и вистинскиот пат на едно здраво општество е преку спортот. Вториот момент на кој имав поголемо внимание, тоа е законот за спорт кој е донесен на 1.1.2017 година. Меѓутоа, имаме голем проблем со негово имплементирање во делот на финансирањето на клубовите. Нас како клубови ни се потребни големи финансиски средства за да можеме да првично да се едуцираме, а потоа тоа едукација да ја примениме на теренот. За таа цел претпоставувам дека имаше предлог дека тоа од 1 септември ќе почне да се реализира, тоа се тие одредени ваучери со кои би се овозможила многу полесна комуникација и помош од страна на бизнис заедницата кон спортските клубови, за кои ние средства би можеле да инвестираме во понатомошен развој. И се надевам дека со оваа дебата и со членовите кои денеска беа присутни тука, ќе успееме во еден момент да почнеме на повисоко ниво да комуницираме измеѓу нас, а тоа е Влада на Република Македонија, спортски работници, Олимписки комитет, Факултет за физичка култура, а од сето тоа сите да имаме еден голем бенефит и да напредуваме во спортот. Затоа што мислам дека спортот е првично наједноставно и најлесен пат за промоција на Република Македонија на меѓународен план, а и мислам дека е развој на едно здраво општество, здрави личности со вистински вредности. Ви благодарам. Трпецки Игор, споменавте 10-годишна стратегија, долги години назад слушаме за стратегија, дали конечно може да дадеме конкретна дата до кога ќе биде изградена таа стратегија. Бидејќи, колку што чинам, се уште нема пишан документ околу таа национална спортска стратегија. Може ли да речеме за месец, 2, 3 година дена, конечно ќе имаме еден таков документ и според кој ќе може да се водим. Благодарам. Благодарам. Веќе разговаравме повеќе пати за оваа национална спортска стратегија. Ние како Агенција за млади спорт и генерално како Влада Република Македонија можеме да направиме пишан документ кој што ќе го направиме за неколку дена и да се заложиме или за месец, 2, 3. Поентата самата суштина на оваа координативна средба и дебата помеѓу сите спортски засегнати субјекти е да направиме пишан документ кој што ќе биде вистински во интерес на спортот и на спортистите. Затоа и вие како спортски медиуми сте вклучени и ќе бидете вклучени во изготвувањето на оваа спортска стратегија која што треба да биде од вистинско суштинско значење. Само транспарентно, заедно со инклузивност на сите спортски субјекти можеме да дојдеме до вистинско решение за спортистите и за спортот. Благодарам. Да дополнам само, мене ми е многу значајно да ги поставиме целите кои што сакаме да ги постигнеме. И тоа не цели за утре, не цели за 2019, стварно да бидат долгорочни цели. Владата е тука да подржи, владата не е најпаметната во делот на спортот. Ние можеби имаме големата обврска да организираме, да мотивираме, да стимулираме, финансираме или слично. Да ставивме пред нас една важна дата. Тоа е 1 септември, за да го изработиме и законот за спортот и законот за спонзорство и донации, кој што постои со воведувањето на ваучерите. Тогаш сакаме да го формираме дополнително и фондот,
кој што треба да биде дополнителна подкрепа за спортот, но и тоа е таргетот и за стратегијата, со целата дебата, со се што треба да биде вградено, расчистено, преспиено, осмислено и да знаеме дека тука е финалето, за да може да се донесе. Тоа ни дава можност на крајот на годината, овие 4 месеци што стануваат, септември, октомври, ноември, декември, да ги видиме и слабостите и предностите при имплементација на правно-формалните акти што ќе ги донесеме, така да 1 јануари 2019 да биде нешто кое што веќе е проверено. Има амбиент комплетен во државата, рековме политиката аут, надвор од спортот. Денеска бевме сите од политички партии овде да поддржиме спорт. И јас апелирам да се растаретиме од политиката, да се вклучиме за најважната споредна работа на светот, а тоа е спортот, секако каде што буквално сме врзани сите. Ако не лично, нашите деца, нашите родители, сите сме на некој начин врзани и верувам дека е вредно да направиме се што можеме во тој правец, заради тоа што и на крајот најдобро ова наша земја ќе се ја представиме преку спортот. Наредно прашање. Ево јас ако нема и други прашања, неколку прашања ќе поставам од спортот. Нема да има ништо политички. Тие се поконкретни за директорот на агенцијата. Рековте дека спортските сали ќе ги враќате на агенцијата или федерациите. Тоа значи дека сега во сите школи, скоро сите сали, терени се издадени на приватни лица. Учениците не можат ако без пари или треба да платат. Дали тоа значи заедно со градоначалниците и другите субјекти, тие ќе бидат бесплатни или кој е начинот да ги вратите назад, која се дадени под концесија, 3 години, 5 години и така натака. Второто прашање ми е за базени малечки. Каде ќе се градат тие базени, дали во склоп на школите во кои градови и дали е оправданоста за изградбата на базените. Се знае дека лесно е да изградиш базен, но одржувањето е многу скапо. Многу скапо. Третото прашање, докаде е реконструкцијата на затворениот базен во Струга? Имаше најави дека јануари, дали има документација, почнато е нешто со градоначалникот, дека ќе биде работата, конкретно ми треба, ако знаете докаде е. Сам малку досан, само гледам. Потоа сакам за конкретниот проблем за опливачката федерација. Запознаени се, тоа многу има бура. Прашањето ми е дали сегашното раководство е легитимно или нелегитимно. И што вие ќе преземите во тој случај, бидејќи и во малите градови има клубови и за да се расчисти работата, да трне напред, значи да се трне политиката, тие што плива да пливат, тие што не пливат да не одат да пливат. Ја мислам доста е. Сега имам уши, нали, доста е. Ајде едно по едно. Првото прашање беше во однос на враќањето на спортските сали кон федерациите. Поднесовме како Агенција за млади и спорт предлог 4 сали од салите кои што ги изгради Агенцијата за млади и спорт да се вратат во корисничко право на федерациите. Прво да бидат најголемите 4 спортски федерации кои што ќе имаат за задолжение да ги удомат сите останати помали спортски федерации. Со таа мерка ќе овозможиме да им ги скратиме на некој начин трошоците на самите федерации кои што ги плаќаат за изнајмување на спортските објекти и при тоа ќе ги ставиме компетабилни спортски федерации со што ќе можат полесно да соработуваат и да се координираат на некој начин помеѓу себе. Свесни сме дека изоставува координацијата и комуникацијата помеѓу самите спортски федерации, а во однос на другите сите сали спортска инфраструктура, веќе на влада е ставено разгледувањето на целосно спортската инфраструктура во Република Македонија. Постоеше формирано од 2000 година постои предпријатие, јавно предпријатие кое што стопанисуваше со спортските објекти, но генерираше голема загуба, па затоа ние како Агенција за млади и спорт заеднички со владата ќе направиме на некој начин рекапитулација на сите спортски објекти и ќе видиме во каква состојба се и каква е оправданоста на самите спортски објекти. Во однос на второто прашање за реонските базени и за базенот во Струга, реонските базени ќе бидат градени во склоп на училишните сали. За почеток пилот проектот ќе биде во 2018 година во најголемите општини, во најголемите училишта.
ќе бидат мали реонски базени кои што ќе изнесуваат според некои европски стандарди 14,80 метри на 8,80, ќе бидат длабоки од 0,80 до 1,25 метри, се со цел да не генерираат загуба. Сите знаеме дека базените генерално генерираат, големите базени генерираат загуби и не сакаме дополнително да ги оптоваруваме општините и локалните самоуправи. Оваа мерка ќе биде за цел да ги мотивираме децата што е можно повеќе да спортуваат и да се рекреираат, но и пред се од моменталната состојба со која се соочуваат децата. Знаеме дека постојат многу деформитети, зголемена телесна тежина, така да оваа мерка на некој начин ќе ги отстрани сите овие недостатоци со кои што се соочуваат учениците и младите во Република Македонија. Приоритет ќе биде 1 час по физичка култура да биде пливање во тие школи. Доколку покажеме оправданост на овој проект, ќе го продолжиме овој проект и во 2019 година и во помалите општини, и во руралните општини, се со цел да направиме една здрава спортска нација. Во однос на базенот на Струга, веќе најавивме и премиерот и во неколку своји обраќања во текот на предизборната кампања ветивме дека ќе го реконструираме постоечкиот базен во Струга. Бевме на лице место, видовме моменталната ситуација, имавме веќе средби со градоначалникот на општина Струга, каде што се договоривме дека во 2018 година ќе преземеме конкретни чекори за реконструкција на базенот во Струга. Четвртото прашање беше во однос на Пливачката федерација. Овие денови по порталите и низ јавноста кружеа некои информации во однос на Пливачката информација и со наводен упат на Агенцијата за млади и спорт во работењето на самата федерација. Кон Агенцијата за млади и спорт 15 клубови од вкупно 25 што имаат решение за вршење дејност спорт во однос на пливањето, доставија иницијатива за преиспитување на последното собрање на Пливачката федерација, каде што се констатираа неправилности. Едно од таа неправилност е и непризнавањето на новиот председател, односно нелегитимниот председател во Централниот регистар. Ние извадивме и од Централниот регистар каде што уште стои поранешниот, односно де факто сегашниот председател на Пливачката федерација и сами сте свесни што се случува таму. Постои 10 годишна блокирана сметка со над 20 милиони денари. Тоа е нешто што дополнително ќе го утврдиме и ќе видиме каде се тие средства. Надвор од тоа 5 години нема годишно завршно собрание и нема завршна сметка според Законот за Сдружение на граѓани и фондации. Доколку 2 години не доставите завршна сметка и годишно собрание, по автоматизам треба да се укине, односно да се отиде во стечај. Ние како Агенција за млади и спорт не сакаме да го направиме тоа, затоа што е непопуларно да го укинеме пливањето. Напротив, апелираме што треба да се преземат чекори за пливањето, повторно да се врати на она ниво како што беше пред 10 и 15 години. Воведуваме многу нови проекти кои што директно се поврзани со пливањето и важно ни е да имаме здрава, вистинска пливачка федерација која што вистински ќе ги сервисира пливачите во Република Македонија. Ви благодарам. Дарко, ти благодарам. Повелете. Извинете, заради тоа што и дел на разговори во влада кои што се случиле, агенцијата буквално е во тек на информирање и слично, прете да ги додадам. Ставот на владата е укинување на јавното претпријатие за спорт, за стопанисување со спортски терени и објекти и доделување на спортските терени и објекти на општината и на Агенцијата за млади и спорт. Значи, општините, таму каде што имат интерес, и се подготвени да преземат, а со тоа да гарантират бесплатни тренинзи, покривање на голем дел од трошите од нивните сопствени буџети, ние сме спремни да ги пренесеме. Она што од национален интерес да остане под Агенцијата за млади и спорт, неколку федерации да добијат неколку сали, како би ги менаџирали, генерирали можеби и сопствени приходи или слично, а ќе овозможат и на многу дечиња од таа спортска фела да можат без пари, а немат пари, да може да бидат овде вклучени. Што со концесиите? Концесиите се преносливи. Општините ќе можат да одлучат после дали концесионерот ќе остане или не, или ќе отворат судска постапка за раскинување ако не се исполнети условите. И тоа е преносливо право. Во тој правец ќе се движиме во делот на спортските терени и објекти. Иако знаеме дека е тешко одржувањето на базентите, секаде во светот е така. Македонија, знаете дека е една од најголемите капитални инвестиции што минатата влада ги почна, ние продолжуваме гасификацијата. Благодарение на природниот газ, веруваме дека ќе обезбедиме поевтин енерген за затоплување на базентите, за водата и за затоплување на самиот базент. Генерално, тоа ќе даде одржливост, веројатно ќе треба и субституции некои од јавните институции, но пливањето е важна работа и треба да го поддржиме. Апелирам исто така и за Пливачката федерација да се здружат сите
во Федерацијата, да најдат решение на транспарентен начин. Ние сме тука да ги поддржиме без да им се мешаме, буквално, надевајќи се дека навистина ќе направат, ќе се надминат себе си секој од нив, заради тоа што една работа сите нив ги поврзува, тоа е пливањето, и верувам дека може да изнајдат начин да се консолидират и да ја зајакнат пливачката федерација на Македонија. Јасно е дека сите федерации, спортски организации имаат проблеми инфраструктурно, пред се околу вдомувањето, што е голема ставка при годишниот буџет. Исклучок е тука фудбалската федерација која има свој дом. Дали може би размислувате, еве како капитален проект, да се направи конечно спортски дом? Благодарам на прашањето. Ние дебатиравме, една од суштините на дебатата денеска беше и домот на спортовите. Локацијата е отприлика определена, веќе работат општина Центар, градот Скопје и Министерство за транспорт и врски со Македонскиот олимписки комитет. Мојот советник за спорт, директорот на Агенцијата за спорт и како се запознаени. Драго ни е што има и дел од средствата обезбедена преку Македонскиот олимписки комитет. Државата треба да партиципира. Се работи за локација близу Вардар, спроти стадионот баш од другата страна, која што би требало да биде дом на спортовите, каде што сите федерации вкупно 32 ќе имат свој административен простор, каде што ќе има сали за состаноци кои што мултифункционално ќе ги користат сите, каде што ќе има, не знам, угостителски објект за дружење, каде што ќе има и други содржини кои што би биле или конференциски сали или слично, содржини за да имаме баш дом на спортовите како што треба. Јас верувам дека тоа е возможно, јас верувам дека може да почне изградбата уште оваа година. Државата е подготвена, тоа не се големи пари за вака грандиозна и важна работа во важна област, а тоа е спортот. Ќе ги дадеме нашите поддршки, изборувајќи за неполитизирањето на спортот. Сакам да искористам приликата, јас покрај председател на владата, јас сум и председател на политичка партија, на моите социјалдемократи да ги тргнат раците далеко од спортот, освен кога сакаат да помагаат, непристрасно. Верувам дека примерот ќе го следат и другите политички партии, заради тоа што ако сакаме да учествуваме во политика, а при тоа во спортот, тоа не е добро. Ако сакаме да кренеме раци од политиката и се посветиме само на спортот, право е на секој поединец. Ви благодарам председателе, колеги, ви благодарам на